Македонскиот аграр има потреба од нов начин на субвенционирање, велат од земјоделските здруженија. Ристо Велков од Регионалниот сојуз на земјоделски синдикати смета дека досегашниот начин на субвенционирање не ги дал очекуваните резултати, ниту по квалитет, ниту по квантитет на производството. Тој предлага да се состави нов модел кој е особено важен за градинарите, кои садат по 2 култури на една површина, а добиваат субвенции само за првата култура. Еве, например, ќе ја земаме зелката, која што е засадена најголем број проценти во нашиот регион, се субвенционира негде, мислам дека е 3000 денари. Сега, јас се прашувам, зошто на тие површини, каде што е била зелката, сите сме сведоци дека 99,99% се сади индустријска пиперка. И нашиот земјоделски производител, барем според мене, мислам дека е оштетен, бидејќи тој веќе субвенционира во нов семенски материјал, субвенционира во сите трошкови на самата сфера на производство, така што мислам дека земјоделецот го следува субвенционирање и на таа култура. Премиерот Мицкоски денеска од Радовиш рече дека наследиле тотален хаос во делот на земјоделието и субвенциите и дека тоа во следниот период дополнително ќе се решава, иако расчистиле дел од насобраните обврски и проблеми. И во делот на откупот, и во делот на исплатата на субвенциите, и во делот на исплатата на личните доходи во неколку акционерски друштва во собственост на државата, на јавни предпријатија, државни. Сето тоа успеавме во овие 9 месеци да го санираме, долговите да ги вратиме и тековните исплати да течат без проблем. Од она кое што го добивам како порака од земјоделците од овој регион има одредено шпекулативно внесување кај откупувачите на зелката. Агроекспертите исто така предлагаат следење на субвенционирањето и навремено реагирање и пренасочување на средствата. Тие сметаат дека во последниве 16 години субвенциите можеле да дадат далеку поголеми резултати и значително да се намали увозот на храна. Причините за тоа ги лоцираат во неадекватната распределба, но и во недоволната едуцираност на земјоделците.